Ние се надеваме дека утре на манифестацијата која ќе се одржи за прв пат на Смешка ќе биде хуморот маестрален, ама гарантирам дека ќе биде оригинален и кумановски. Тоа ни е најважно. Се надевам дека ќе им овозможиме на граѓаните 2 часа, можеби нешто повеќе добра забава, пред се добар хумор, како што реков. И се надевам дека оваа манифестација ќе стане традиционална. Зошто почнавме? Затоа што нели постои оној муабет дека Кумановци се шеговици, познати сме како таков град. Ми се чини дека последниве 20 на години тој дух на Куманово некако се загуби. Најблиско до мене во последните 10 на години е хуморот, токму хуморот и медиумите ми се блиски, но мислам дека преку хуморот можеме да направиме една убава вечер со кој би го привлекле пред се вниманието на Кумановци, а потоа се надеваме дека ако стане традиционална оваа манифестација, би можеле да ја прошириме и на територија на цела Македонија, да се случува во Куманово, меѓутоа да се пријавуваат надпреварувачи од цела Македонија и да настапуваат пред се на своите дијалекти, од таму каде што доаѓаат. Предпоставувате ќе биде на кумановски, бидејќи го потенцирав дијалектот. Во основата, најважното според мене е тоа што нудиме шанса не само на млади дечки, девојчиња, туку и на постари. Нема врска, генерацијски не е важно. Некои стануваат актери во 40 и 50 години во светот. Важно е да има такт за нешто такво, важно е да има талент и важно е да се труди. Значи, ќе дадеме шанса на некои луѓе кои не се афирмирани и досега не биле присутни на медиумите или во било која форма јавно, да се надпреваруваат меѓусебно така што ќе презентираат некој вид на хумор. Без разлика. Го најавуваат како стендап, меѓутоа нема да биде чист стендап. Има мешана форма на хумор, кој знае колку форми на хумор има, ама и мене овие ми се познати сигурно. Кажување вицеви, да кажеме, имитација може да има, имитирање на некои јавни личности, познати личности. Имаме сатира, може да биде такво нешто, може да биде сатирична колумна, токму такво нешто и ќе имаме за прв пат утре вечер на сцената во Центарот за култура, а ќе имаме и стендап покрај другото. Тука си скечевите, кои како форма од секогаш биле присутни во хуморот. Куманија е позната по тоа и јас мислам дека тие ќе настапат во таа форма. Желни се да се докажат дека се во форма, одамна немаат настапувано. Една убава група на луѓе од Куманово кои се занимаваат со оваа дејност. Тука е тазе пензионерот Горан Илич Гиле, актер на Кумановскиот театар, долги години првенец на театарот. Ивана Аткинс, која е позната по своите сатирични колумни, како што велам јас, секогаш атрактивна на секој начин, ќе внесе некој новитет, на свој начин ќе направи, верувам, една интересна колумна која ќе ја презентира на оригинален начин. Нема љутиш во некоја мешовита форма, бидејќи Коки е и во Куманија и во Нема љутиш. Марко ќе биде модератор на целата манифестација и на крај во име на победникот, односно во негова чест, ќе настапат актерите од Кабаре Кабајет. Тие се многу познати во нашиот град, настапуваат по сите клубови, одлично поминуваат колку што јас знам. Ете, тоа е идејата. Значи, да правиме нешто што би било посетено, не само да направиме настан колку да го броиме како настан, туку да биде навистина посетено, да биде навистина интересно. Јас искрено се надевам во тоа дека ќе биде таква таа вечер на хуморот во Куманово и настан во кој пред се ќе бидат ангажирани луѓе од Куманово кои што се занимаваат токму со ова форма на драмска дејност, да кажам. Значи, сето ова е во доменот на глумата. Значи, дали се работи за стендап, дали се работи за скетч или било која друга форма која наведов пред малку, сепак се работи за глума. Имаме професионални актери, имаме и актери кои што не се професионалци, меѓутоа имаат свој фидбек и мислам дека имаат што да презентираат пред кумановци. При крај, да кажам дека имаме доволно пријавени ние надпреварувачи до сега, меѓутоа може да се пријавуваат уште. Добив повика и денеска
Ако се одлучат дечките малку затоснили, ако се одлучат и може да се подготват за еден ден, зошто да не им дадеме шанса, а дури ќе дадеме шанса ако сака некој да се вклучи од публиката директно, така, значи инцидентно, ако се чувствува подготвен да се презентира пред таа публика, зошто да не. И секако ќе влезе во конкуренција за наградите, тоа да го потенцирам, дека ќе има некои награди интересни за победникот, само за него, значи само еден е најдобар, не може да бидат многумина најдобри. И со некои други форми ќе ја вклучиме публиката, значи интерактивно ќе биде и се надевам навистина забавно. Билетите може да ги најдат пред Центарот за култура, уште вечерва до 20 часот и утре пред почетокот на манифестацијата помеѓу 17 и 19 часот. Насмешка е тоа, дојдете, гледајте и уживајте, кувановци.